Добро вечер, почитувани, добродојдовте во вечерашното издание Политички магазин. Петочно издание во 21:15. С оглед дека најавата не сакав да ја комплицирам, едноставно само би искоментирал дека Македонија се накити со уште еден настан кој моја лична новинарска забелешка, ќе речам, се тресеше гората, се роди глупче. Да, зошто го велам тоа? Бидејќи не се работи за нешто историско за Македонија, имајќи факт во изминатите 3 дена имавме таа можност, таа ситуација да ги кажеме нашите проблеми на светот, да ги слушне светот сите наши маки што ги имаме, не по наша вина, беше по начинот земи или остави или непристојни предлози. Се работи за малцинските прашања, а тоа е еден од круцијалните стожери на ОПСЕ или Организација за безбедна соработка, поранешен КЕПС, имајќи факт дека нашиот истичен сосед ден денеска претходно јужниот не блокира во Европската унија. Затоа велам денешната емисија ќе ја реализирам со еден мој почитуван пријател со кого имав интервју години наназад, но беше задоволство да биде наш заеднички соговорник, од има што да каже. Александар Ристевски, политички аналитичар или чешам колумнист, аналитичар. Добро вечер и добро дојде, Саша. Добре ве најдов. Дадов еден вовед со оглед дека се одржа и заврши самитот, што не е самит, тоа е министерски состанок на годишно ниво, што се организира во државата домаќин или преседавач со ОПСЕ, тоа беше Македонија, каде веќе дефилираше голем број скандалозни ситуации, отколку суштествени, како што реков, заборавајќи ги основните и фундаменталните стожери, а тоа беше малцинските права, имајќи факт што реков дека едно од круцијалните кочници ни се нашето започнување на преговорите со Европската унија, а од друга страна наметнувајќи еден парадоксален диктат, наречен бугарски диктат или франско-германски предлог. Прво, добра вечер, се заблагодарам Слободан уште еднаш за гостувањето. Јас само за гледачите да потенцирам еден од луѓето кои условно речено мене ме промовираше медиумски, кажеме пред некои 14 години, беше токму ти. Барем иако јас во животот од детство имам настапувано на разни телевизиски емисии и манифестации, но во конотација на општествено-политички теми, моите први гостувања датираат далечната 8 или 9-та, значи веќе 14 години помина од едни 2 гостувања кај тебе во Гласот на народот на македонската радиотелевизија тогашна, каде што ти долги години водеше, така да јас низ цел тој пат и време, условно речено, можам да кажам, се развив, се оформив, нели, како личност и ти благодарам што после долг период еве повторно сме заедно во едно медиумско издание. Околу ова што ме праша, види, јас хендикепот на нашето председавање на овој министерски совет што го гледавме, пропустот го гледам најмногу каде што не успеавме да се избориме, барем на ваков настан, покрај сите настани што се преведува и се, да се истуркаше да има комуникација на македонски, официјална, покрај 5 јазика што се преведуваше, нели? Претпоставам руски, англиски, германски, француски. Како земја домаќин, логично беше малку тоа да го истуркаме и испромовираме, значи повеќе македонски да дојде до израз. Втора работа што не успеавме да го наметниме, тоа е самите себе си да се наметниме да бидеме тема. Затоа што во периодов каде што зборуваме за криза, за загрозување на безбедност, за тоа што Европа декларативно го вика дека сака да го припои или истурка, да кажеме, Западен Балкан, или тоа што остане од Балканот надвор од Европската унија во голема мера е навлезено во безбедностната структура на НАТО. Лошо што не успеавме на домашен терен, барем дел од дискусиите во овие 2,5 дена, ние да бидеме седиште на случувањето. За гледачите да објасниме вака наједноставно, што всушност е ОПСЕ? ОПСЕ е една организација, регионална организација, на која пред се целта, во моментот кога таа ја зема жижата од 91-а натаму, поточно 90-91, кога и така е формирана на концептот како што функционира сега, иако датираат подсчетоците од 75-та година натаму, но од 90-91 кога почнува да формира во овој тек, идејата е да регионално прво европските земји, значи источниот и западниот блок, тоа што беше, нели, основата на НАТО заедно со Варшавскиот договор и некои други придружни членки и од Азија и од Африка ги
ги приближи едни до други на ниво на решавање, на превентивно решавање на конфликтите. И оваа организација баш во овој период на македонското председавање се доведе во ситуација да се доведе во прашање низиниот опстанок или низиното постоење воопшто. Како што знаеме, инаку да знаеме околу битноста или небитноста на оваа организација, не може да девалвираме важност на организација. Ова организација има некаков карактер, каде што авторитет, но сепак не е некој носечко тело кој може драстично промени, значи ните воен сојуз како НАТО, нити пак е финансиски економски концепт како Европска унија, како БРИКС и како други, повеќе не можеш да кажеш неформално, формално е, нели има седиште во Виена, има структура, има се, но едноставно своевиден форум каде што шефовите на дипломатиите пробуваат на зелена маса да ги изгладат односите. И тоа е битноста. Иначе неколку ликови изминатите неколку дена пробуваат нели да го маргинализираат дополнително ОПСЕ, но еве да кажеме во изминатите не е некоја особена важност тоа што ние председаваме, затоа што во околината во задниве 10 години пример со ОПСЕ председаваше и Србија во очите на Дачич. Тој беше председавач на ОПСЕ. Пред 2 или 3 години беше Еди Рама со Албанија. Пред 7-8 години или 10 така нешто беше Дора Бакојани, па ја превзеде Мицотакис. Така да во регионот ОПСЕ имал форма на владение. Прашање што после сите овие, да кажеме, заседанија, кој е инкамот, кој е добивката и што се види. Во дадената ситуација големо нешто што е. После војна, одречи си 2 години, за прв пат на голема маса ги гледаме на едно место западните, да кажеме, дипломати, плюс Лавров од Русија. Бугарија го направи тоа што го направи, не дозволи прелет. Ако не требаше Лавров да биде во Македонија, немаше воопшто да биде повикан, така, а не да... Така да мислам дека малку шоу се направи околу тоа, дали они се уште, Бугарија дали е се уште под некакво руско влијание. Не, бидејќи имаше Захарова била под некои санкции, па мораше дека беше изговорот на Лавров. Алек, сакам конкретно да не случајно го кажав, во овој едноставно причина бидејќи се работи за македонската суштественост и македонската натамошна иднина во нејзиното зачленување во Европската унија. Самобитност дефинитивно, и ние ги имавме сите 57 држави на едно место, каде што требавме да упатиме пораки, да се доближиме со нив, не би сакал да се пожалиме на крајот на кричтата. Ние останавме чисто како една маскота. Домаќини, меѓутоа домаќини, костеси, супер. Но друга ситуација, кон што води, дали клиентелистичката и сервилната политика на политичкиот, така наречен амбиент, не смееше да го постави прашање на маса. Види, ќе ти кажам едно многу конкретно нешто што еден македонски дипломат, кој го знам подолго време, многу паметно нешто ми рече. Не е битно дали политичарот или носителот на висока функција во државата, дали македонец, албанец, турчин, бошњак, ром, што сака нека е, не е битно дали од ВМРО, СДСМ, ДУИ, Алијанса, Алтернатива или било која политичка партија, битно е дали е патриот. Во оваа држава зборот патриот задните 10 години е до толку девалвиран што зборот патриот е доведен на ниво на исмевање, на подценување, на своевиден дури клиентелизам ради интерес, така да ние заборавивме да бидеме патриоти или јас поубаво би се изразил родолюби. Значи, патриотот не мрази други, патриотот не се занимава со други, патриотот го сака тоа што го има. Вие во вашето семејство, вашиот дом, доколку се грижите за вашиот брачен другар, за децата, за родителите, вие сте домашен своевиден патриот или народно речено домајкин. Ние заборавивме да бидеме домајкини во сопствената држава. Јас така го гледам патриотизмот како форма. Значи, без оглед таа негативна селекција која ние имаме на кадри, ние неретко гледаме на сервилност, на клиентелизам, на адаптабилност, на извршување на наредби, но не гледаме дека личностите кои ги поставуваме неретко имаат изместена матрица. Прост пример ќе кажам. Апропо пежоративното име, кој ние сега го имаме како додавка во идентитетот, иако вела дека не е загрозен, и во името на самата држава. Ние де факто, и прашање уште колку време, хартиено
Со лични документи секако ние официјално сме Република Северна Македонија. Ни се допаѓа тоа или не, го одбиваме или не, де факто ние во документите, еве лична карта извадив оваа година нова и возачка дозвола, пишува Република Северна Македонија. Кој ги тера носителите на јавни функции упорно тоа да го форсираат во вербалната терминологија? Прво, го иритираат народот, второ, наметнуваат нешто што нема никогаш да фати корен, и трето, покажуваат својата сервилност и полтроство. И сега знаете што се случува? Носителите на функцијата од владеачката СДСМ, премиерот, министрова го форсираат, а македонските албанци од ДУИ и добар дел од такви ликови, кога сватија дека иритираат, они почнаа Македонија да ја користат. Пазите која иронија. Значи, основната почит према тој на кого му се обраќаш е прашање да го почитуваш него како човек. Ние заборавивме да се почитуваме себе си со желба да му ги исполниме желбите на некој нешто што ни наметна. Хипотетички кажувам пример за да на сите им биде поблиско и појасно ова што го кажувам. Ти се викаш Слободан. Пријателите те викаат Собе. Некој нагалено ти смислил некој надимак. Тој што те неки може да те вика по надимакот, но да те натера сам да се викаш по прекарот кој ти не сакаш да го прифатиш, или да ти го наметни, ти да се поздравиш кој ќе ти го каже тој прекар. Не може. А ако си дозволиш тоа, тоа зборува тоа за тебе како личност. Значи, ние низ политичкиот дискурс и времето на функционирање сме имале разни наметнати работи. Ти суптилно или вака можеш едноставно да го одбиеш или да не го прифатиш. Има зборови што луѓето ги навредуваат. Верски, етнички, село, град, однос овона. Тоа што другиот неќе да го чуе, не му го наметнува. На хартија де факто знаеме дека го има, но не ми го наметнува во интерна комуникација. Токму затоа ние го имаме тој проблем. Ние имаме проблем на структура на луѓе кои се слуги на некои странски фактори, некои странски структури и мислат дека таквите структури нив ќе ги одржат и зачуваат на власт. А не ќе да го прифатат концептот дека народот, колку и да е на моменти наивен, колку и на моменти да е лошо информиран, колку и да е на моменти да има заблуди за некои работи, основата, јадрото, сршта на тоа што е како битие, ти мораш да му ја почитуваш. И токму затоа јас сметам дека изборите кои ни предстојат во месец април ќе бидат референдумски. Значи веќе не станува прашање на идеологија, не станува прашање на проекти, иако се знае кој реализира проекти во оваа држава, како структура севкупна, не лоцираме еден политички субјект, како структура, како матрица. Во кој период што се гради, во кој период што се извршува. Ние се доведовме во ситуација да не водат луѓе кои разграбуваат, уништуваат и распродаваат. Зошто? Само за власт, за столче. Тоа е одвратно. Спомна априлски дефинирано или мајски избори, дека се мајски? Две опции има. Само две опции се во тек. Прашање која ќе се прифати. За првата опција за да се прифати ќе мора да има распуштање на собранието, за првата верзија. Тоа е да има избори крај на март, председателски, со првата половина на април, но во тој случај ќе мора да има распуштање на собранието, значи собранието ќе мора да си даде оставка колективно, што е прашање дали сакаат или не сакаат. И различна процедура е за тоа. Втората варијанта е да има прв круг на председателски чинам на 20 и некој април, прв круг председателски, со втор круг на председателски и парламентарни на 8 мај. Таа втора варијанта е единствена варијанта кај што собранието ќе влези во редовна процедура на редовни парламентарни избори, а е со обид да новиот председател се инаугурира максимум до крајниот датум, а тоа е 12 мај. Значи изборите ќе бидат втор круг на 8, 9 и 10 ја се пребројат гласови, за да не биде иначе во случајот ако се прекине тоа или се направи дупка, претходниот председател си оди, а председател на држава макар и 1 ден, 3 дена, 5 дена, 10 дена ќе стане Талат Џафери, председателот на собрание.
во случајот на Тоа е една од сценаријата, можните што се Па дискутира. мислам дека поклопувањето на втор круг председател, видите, кога имате два кандидата и кога е поврзано со парламентарни, мислам дека таа варијанта излегува од опција, Бидејќи затоа што 40% прагот гласање на парламентарни излезните праг ќе се истури дефинитивно, а мислам дека ние не сме држава да влеземе во американско сценарио каде што ќе има, да кажеме, 50,3% со 49,7%, па заради прегласување да има потреба да се одложи или пролонгира. Генерално и да е тесно, кај нас победата на избори во втор круг председателски е 55-45, 57-42, значи збориме за разлика од гласови од 100-150 илјади гласови, така да кога има жалби до Државната изборна комисија, дури да се 20 гласачки места, по 700-800 гласа, тоа се 15.000 гласови, се констатираат неправилностите, но не се оди на прегласување затоа што не може да влијаат врз резултатот. Така. Але со оглед дека Македонија беше домаќин на два колоса, ја така ги велам, од една страна државниот секретар на САД и од друга страна речам првиот човек на дипломатијата на Руската Федерација, Лавров. Во едната ситуација може да се види таа сервилност повторно, клиентелистичка, додворувајќи се на Блинкен, со оглед дека еве ние одиме по вашите стапки. Да бидам искрен, јас и тоа со твои поранешни колеги тука што седе во емисијата, мои соговорници, велам не може да водиме некоја инајджитска политика. Значи мораме да градиме пријателски односи како што сме стратешки партнери со Соединените Американски држави. Со оглед дека има на друга перцепција дека ВМРО ДПМН е опозит. Ветерот оди, дека прави по свој избор, свои решенија кои ќе бидат дефетистички за Македонија. Обраен беше специјален пратеник на американскиот председател за Балканот, да? И можам да видам тоа изјавата како вели не надавајте се на некој модерен, умерен предлог што ќе биде спротив нова. Или со еден збор, читай меѓу редови, вика земи или остави. Дали Македонија треба да оди по тој пат, земи или остави? Апсолутно не. Видите, знаете како, секогаш тој што доаѓа од позиција на моќ, како посилен, како подоминантен, како човек што наметнува, тој е негов избор. Вашиот избор е дали ќе влезете во таа игра. Тоа е прва работа. Втора работа, во Македонија нема политички субјекти, барем не парламентарни, кои се против евроагенда. Такви не постојат. Се докажано? Не, нема. Значи, може има еден-два политички субјекти што имаат ниво на гласови 2000, 3000, 4000 гласови, кои се нели проруски или про не знам какви или про БРИКС или што да е. Значи, кај нас има консензус во цело собрание дека македонската интеграција кон Западот е неминовна. 93 имаше декларација, апломативно беше усвоена. Единствена партија која излегува од целосната агенда е Левица, затоа што Левица не го поддржува НАТО. Но ние во НАТО веќе сме. Така да и да не го поддржува дадената ситуација кај нив, еве и тие да имаат позиција на моќ, тие мора да ја прифатат. Меѓутоа тие се за европски интеграција. Апсолутно. Значи дури и тие кои некој сака да ги пласира како ВМРО ДПМН кој е сосем извесно победник и најдоминантен за наредните, да кажеме, и председателски и парламентарни избори, фаворит, да кажеме, во сенка или предвиден, јасна е нивната, кажете го, агенда. Значи, нив статутарно им е уште од раните 90-ти внесено дека Македонија треба да стане полноправна членка на НАТО. А и го потпиша договорот за стабилизација асоциација да, пред 20 години. 2001 година. Да, 22 години веќе чинам, да. Со шведската, нели, покојна... Ана Линд. Така да во таа ситуација, во тој контекст земено нешто, нас ни се нуди тоа што ни се нуди. Јас во еден куп мои телевизиски гостувања задниве 2 или 3 години, значи мислам дека ова сега кај вас Томич ќе потврдам по 5 или по 6 пат. 2 сценарии. Македонија никогаш нема да влезе во Европска унија. Прво сценарио, второ сценарио. Македонија ќе влезе во Европска унија, комплет на купче цел Западен Балкан одеднаш. Пакет. Да. Тој што мисли дека Македонија и Албанија заедно се во процесот, прво тој мислам дека не е информиран, затоа што прво во тој процес Србија од пред 11 години, Црна Гора од пред 12 години. Дали вие мислите дека некој што почнува сега ќе ги претрка тие што нешто прат 11-12 години? Значи тие се успорени. Втора работа, дали мислите дека во Европска унија ако влеземе четирите,
Србија, Црна Гора, Македонија, Албанија. А Косово и Босна што ќе бидат? Не се тие Швајцарија да бидат внатре, па да бидат условно со некаков договор, нели Швајцарија не е во Европска унија, во срцето на Европа, проаѓаат кроз неја, она си тера свој филм. Извинете, Белгија не е Босна не е Швајцарија. Ниту пак Косово е Швајцарија. Што значи тоа? Тоа значи дека и тие 6 милиона, 4 во Босна, 2 на Косово, дека некој ќе ги истурка и нив да влезат во купчето. Што значи тоа? Додека сите проблеми, сите ситуации, сите поделби, сите преградувања, доградувања не се решат. Западен Балкан во Европска унија нема да влезе. И агендата и форсирањето дека Македонија имала некаква реална шанса во 2030 година да влезе. Тоа е само лага. Лага е, ние прво не можеме ни да ги отвориме поглавијата, ниту да реализираме нешто, ниту да бидеме конкретни извршители на една. Ние пред се треба да го стабилизираме образованието, треба да го стабилизираме здравството, треба да изградиме судството, корените промени, драстични, системски, но најмногу кадровски. Второ, ние имаме доживотни суди, ќе одбера некој на 33, 35, 37 години и тој цел живот е судија. Ти мораш, еден мој пријател од адвокатурата рече, единечен мандат од 7 или 9 години. После тоа, тој што го бива, оди во врховен, во апелационен, во уставен дел суд, тој што не си се враќа на професијата. Значи, станал судија на 40, ќе остане до 47-49, после нека биде, значи, ако не напредува, тогаш немаш ти вечно да го оставиш таму. Мора да има кариерен сил, нека биде прекршочен. Ме разбирате, значи, или спуштимо го нивото, или најди тенденција. Кај нас станува, некој втора работа. Ние имаме проблем со непотизам. На одредено апелационо подрачје имате керк обвинител, татко судија. Видете, можете да го решите кој на времето што беше со полицијата или било што. Не можеме, ние креираме локални шерифи. И една битна работа забораваме. Зошто народ, дури богат народ или успешен народ, се сели од малите места во Скопје? Вие знаете ли што е во мало место некој да вас да веземе на пик? Место со 10, 15, 8.000 жители, 3.000 жители. Тој што везел на пик, вие живот немате од него? Зошто ние не направиме дека човек по потекло од Струмица треба да е судија во Дебар? Кај што нема влијание, кај што нема семејни односи, хиерархија, сила. Или од Скопје во Крива Паланка. Дали ме разбирате? Да. Значи, да не е во местото каде што он може да создаде една структура на моќ, каде што може да биде шериф, затоа што од такви места се сели народот. Нема власт, нема права, еве гледате со одредени полицајци што е случај. Малтретира луѓе. Ние во Скопје имаме различна перцепција за тоа што чини, што не чини. Затоа што Скопје е една голема средина, релативно повеќе од пола милион, 600-700 илјади луѓе, со тие денски што гравитираат луѓе и од Косово и од цела Македонија, ние во работните денови милион имаме во градот. И сите работи што се негативни, ние мислиме кога се поголеми кај нас, не се поголеми. Поголеми се во малите средини. Затоа што во малите средини не е дури главен градоначалникот. Главен е шефот на полиција, главен е судијата, главен е некои такви ликови и тие палат гасат. И се рачунете ако влезете во немилост на некој таков лик. Вие не можете да мрднете. Зошто еден куп фирми од внатрешноста се преселија со раководство во Скопје? Дали сте размислиле за тоа? Ај проверете колку во задниве 20 години фирми што се големи, од Дебар, од Кичево, од Демирхисар, од помали градови. Фирмата е селат во Скопје. И седиштето во Скопје таму им останува погонот. Тоа е многу интересно. Пошто во нормална структура, во нормално функционирање, логично е да бидете во мало место, и севкупно и седиштето ви би во мало место, затоа што во мало место треба да има даночни ослободувања, треба да има еден куп бенефици што во Скопје нема да ги добиете. Например, еве прост пример ќе ви кажам, доколку конкурирате за ИПАРД фондови или за било што. Не знам дали знаете дека вие ако сте во урбана средина во град Скопје, не добивате пари. Ама излезете вон Скопје или отидете Петровец или Линденовона, за таму ве стимулираат. Отидете епте во внатрешноста, уште повеќе ве стимулираат. Тоа се за тоа, слушам. Тоа е поентата. Значи поентата е да се развие и државата и системот да се алоцираат парите мојкта. Кај нас обратно, тие од малите градови што веќе се развиени 10, 20, 30 години веќе го Скопје. Апропо се понудата што нас ни ја ставија на маса земји или остави. Тоа е дипломатска суптилна форма на заплашување. Јас така го гледам. И свесни се дека народот има некаков сон, некаква визија во врска со таа европска интеграција
И се оди на карта на емоција кај луѓето, емоцијата неретко преовладува и се пробува, видите, секој тој што контролира сака да има послушници. Неки да има луѓе со став и авторитет. Мојта е многу суптилна работа. Кога вие ќе дојдете кај двајца потенцијални, да кажеме, властодржци во една држава, вие сакате да ја контролирате, нормално е повеќе го сакате тој што Е мекиот. е сервилен. Од друга страна, не ви одговара што таа структура краде, не ви смета што таа структура, тоест ви смета што краде, ви смета што е неспособна, ви смета што нема поддршка генерално од народот, али сепак повеќе ви одговара затоа што таа цел вие што имате геостратешка е во нивен интерес. Така да го ценам мислењето на господинот Обрајан од Соединетите Американски држави, ги ценам ставловите и на Лавров, и на турци, и на германци, и на сите, но ние треба да покажеме интегритет и државнички став. Апсолутно. Вие знаете, вие мора да знаете до каде може да одите. Ние не се конфронтираме, ние не правиме проблеми како држава, ние сакаме да се развиеме државата и прво за почеток треба да завршиме домашната задача. Образование, здравство, судство, инфраструктура, променување на пеналниот систем и слобода на медиуми и градење на нови затвори. Колку и да тоа смешно звучи, е многу реално, затоа што реално состојбата сега која имаме во затворите е одвратна, катастрофална. Статусот на вработените во затворот, затворската полиција која не е под МВР него е под правда, катастрофално лоши услови, катастрофално лош изглед, катастрофално услови севкупно на работењето на тие луѓе. Затворите кај нас се де факто мачилишта, нит се затворениците унифицирани во изглед, како сегде во свет, носат работи од дома, има еден целосно внатрешен систем кој го нарушува пеналниот систем, казнената политика во државата. Во затворите веќе го нема она што го имаше до независноста, во поранешна Југославија го имаше, не знам колку памтите, јас бев доста млад, но вие сигурно памтите, КП Дом Идризово имаше своја економија, имаше продавница во Скопје, на некои си 150 метра од јас каде што израснав, имаше продавница на затворот. И продаваа јајца, продаваа кисело млеко, јогурт. Се чекаше на ред. Се чекаше на ред, беше супер квалитетно. Второ, ние немаме политика на ресоциализација. Кажете ми, дали некој во Македонија во затвор прочитал 50 книги? Дали некој во затвор кај нас завршил основно, средно или високо образование? Законото треба да му возьме. Зошто човекот што е во затвор не стекне диплома? И на крајот на краиштата, доколку вие тој човек принудно го натерате да работи, значи да не седи ко тетреп таму затворен во една просторија и да се кара, да се расправа и да има нервни проблеми или било што, доколку тој човек го натерате да коси треба да прави било што да работи, може и кол центар да има. Рековте ресоциализација во секој случај. Доколку ја предвидите за тоа лице, тој да се плати поред закон за минимална плата или просечна плата, значи доколку се предвиди тој човек додека лежи во затвор е платен 25.000 денари на пример. И доколку затворот, затоа што сепак тој не е на одмор, сепак лежи и е трошок на државата. Државата ве гладко му ги земе 15.000 денари. Дали знаете дека еден затвореник кој 10 години лежи во затвор, а заработува 10.000 денари месечно? Тоа се 2.000 евра годишно. С 10 години тоа се 20.000 евра. Него затворот му наплатил, тој бил општо корисен за државата и за општеството и за затворот, направил профит и корист, времето побрзо му прошло и тие пари доека во затвор, пример, му се стават во пензијски столб или во инвестицијски фонд. Тој 20.000 ставени за 10 години ќе има цирка 30.000 евра. Како народот, со оглед анкетите покажуваат, си поголем коментар давам, со оглед дека, и ќе завршам со коментарот, актуелниот премиер вели, ние сме убедени дека ќе победиме. Дали тоа дека цврсти се во своите ставови, дека ќе истуркаат до крај агендата околу бугарскиот предлог и да се заврши. Сепак да се најдат некои други модуси. Ништо нема вечно во политика. Доека не се промени тоа што е актуелно, тоа е крајното. Дека нема чепкање во Преспанскиот договор, јас реално мислам дека во догледно блиско време и нема да има. Не сакам да звучам дефетистички и не сакам народот погрешно да ме свати, но мислам дека во овие 20 години, да кажеме,
во една блиска иднина кој да владее дека структурата и системот на тоа што е донесено со Преспанскиот договор, тој условно речено штетен компромис за нас, договор со Грција и со останатите, нашето интегрирање членување во НАТО, јас го сваќам како превремено решение. Да не заборавам, превремено решение беше и поранешна Југословенска република Македонија, која беше донесена 94-95, па ни остана 23-24 години. Киро Глигоров покоен рече дека е за 6 месеци или 1 година. Од тогаш се променија многу работи. А работите тековно се случуваат и еден договор, и еден план, и една агенда е жива толку колку што народот, населението, но и дел од политиката дозволи да биде. Доколку оваа структура, каква што е, остане на подолг период, прашање колку од народот ќе сисели во државата, колку од народот ќе подклекне и колку од народот ќе прифати или, ја што би рекол пежоративно, ќе се посеверџани. 650.000 се сели до се. Да. Во дадената ситуација, македонецот и севкупниот народ во Македонија, И породи македонецот по подржавност. државност, ете така, треба да свати дека детерминантата северна, огромен дел од населението ги навредува и ги боли. Јас не сакам да разговарам со човек без оглед кој е ниво, ако тоа ми го... Јас му кажувам еднаш. Ти мене ме навредуваш. И без оглед кој е друга страна, ја му кажувам пример за него. Дали е верски, дали е етнички, дали ти сакаш тебе така и така. Ау не, одлично, Да. не сакам ни јас. Ова е последен пат што го прифаќам. Значи, кон мене како Александар Истевски, северџанењето е црвена линија. Дали има друг метод, затоа да ти го спомна преска тоа, дали има друга предлог, друга не друга идеја, друго решение, Мицковски, во делот со нашето започнување со Европската преговорите со Европската унија? Ние, вака, видете, огромен дел од работите што нас ни се наметнуваат дека треба да ги решиме, вклучувајќи го бугарскиот предлог, е затоа што ние сме заглавени, јас пак ќе ви кажам. Еве пример. Мене многу ми смета што тоа се стави како почетна точка за преговарачка рамка, доколку интегрирањето на бугарите како етничка заедница во уставот, заедно со црногорци, со хрвати, со словенци и со евреи, поточно израелци, затоа што евреи е верска група, малце тука не, Да. а израелци па да кажеме треба да припаѓаат на државата Израел, така да малку ми е шкакливо тоа како ќе го изведат. Значи ако кажеме евреи не вера, така. Да. Ние немаме во и са да поентирам каде ми е поентата. Ние дури да завршиме тоа што се бара, апропо Бугарија, ние ќе имаме еден процес од 10 до 15 години каде што ние не можеме да ги исполниме поглавијата. Значи не можеме, не исполнуваме услови. Моje мислење е дека ако се смени политичката состојба, ако се смени владата, дека владата треба да направи она булдужер однесување, чистење и во тоа чистење да ги реши институциите, да укине еден куп непотребни измислени места. Луѓе, ние имаме 1100-1200 институции на 2 милиона народ. Значи ние имаме за институт за нуклеарна физика, за не знам што овона, да не ме сватат погрешно, не ги поценувам местата или било кој, секој има важност, но има еден куп институции кои делуваат како самостојни, кај што имаат и администрација, и технички лица, и шофери се, а може да се пример 3-4 институции во една. Тие да бидат само нели органи и тела од една поголема институција каде што ќе има еден, не 5 директори, кај што нема да има потреба од заменик директора, не има 10 заменик директори. Але украдена е државата, оплячкана е државата. Ама ние ја крадеме, која краде? Значи зборот ми е, зборот грешка направи. Кога кажав не ја крадат странци, ја крадат и странци, но ние им ја даваме. секако, од друга ситуација, Македонија била задужена до 2017 на 4 милиарди и 500 милиона долари и евра. Сега 8 милиарди и 430 милиона евра. Значи за 7 години 4 дупло. Немаме никакви инвестиционен бум. Да му објасните на народот дека секој од нас, некој побогат, некој посиромашен, има стамбен кредит, потрошувачки, ваков, онаков, секој должи нешто. Еве, јас сум бил као просечен македонец пред неколку години. Просечен македонец, кога се сменила структурата на власта, должел цирка 2 до 2.500 евра. Апропо милиардите милиони. 2 до 2.500 евра. Од кога се дојде ни СДС и дуи како оваа структура, сега должи скоро 5. И па се, кога ќе каже некој се зголемил стандардот, се зголемиле парите, има поише ова, има поише ова,
Тоа нека му остави вака пред глава. Значи, во 2017 Перо должел 2300 евра, сега должи 4500 евра. И кога ќе ми каже Перо, ама мене ми ја качија платата, добро, или јас имам таква бенефиција, добро, ама имаш дупли долг. Кој нема да го врати Слободан, ќе го врати син му или внук му. И тоа не е мислење, тоа е факт. Од друга страна, ајде да го зголемите долгот, еве јас сум направил долг и сум купил, да кажеме, автомобил и стан. Што како додадена вредност во оваа држава имаме задниве 7 години? Гребење на асфалт на Скопје Велес. Имаме некоја брана нова, извинете, браната на грците ми ја дадовме. Друго што направивме? Имаме автопад нов кој веќе платен по задолжени уште 250 милиона за Кичево Охрид. Еве кажете ми што е направено. Заев буквално ги правеше луѓето дека се ментално болни. Па и овој актуелниот. Таче. 3000 кило, каде се тие 3000 километри? Ако ја множат должината по ширина, можно е така. Ама цела дестинација. Второ, не се нови патишта гребење на асфалт. Гребење на асфалт и нов слој на асфалт. Дома тоа исто како јас, еве пример го дадов. Кога вие дома да се пофалите, јас се фалам дека сум купил телевизор и гарнитура, вие се фалите дека ручек сте направили, сте си ги измиле забите. Па тоа ви е тековна активност. Значи јас сум довел нешто ново, вие сте си ги измиле забите и сте направиле кајгана. И вие се фалите со тоа. Да. Не би ги изоставил пензионерите кои се по број 365.000, тоа е на армија, Добро. околу цирка 30 мандата пратенички. Да. И повеќе. И повеќе. На едно Што место. значи на едно место, така? Да. Еве хипотетички, што ако пуштат листи они, да речат стоп, идеме, правиме партија и сакаме ли издружение, или иницијатива, или движење? Види, кога се пензионери, одма ќе ти сечам, ке пензионерите јас ги поддржувам во целост, ја имам двајца родители пензионери, еден со пристојна пензија и другата со многу помала ниска, една од пониските. Ке пензионерите има еден проблем. Јас како човек кој меѓу другото работи и со пензии, со приватни пензии, со инвестициски фондови, сум запознаен и со животно осигурување, све информиран сум длабоко во системот пензиски, како функционира и како се. Народот треба прво да знае една работа, многу битна работа. Дека ако влеземе во Европска унија, пензиите нема да се качат, ќе се намалат. Значи, најгласните буначи, дури аналитичари кои се веќе 7-8 деценија со мене што излегувале, нели, провладини, вели, сакам во Европска унија, одма ово, него, кам колку земаш пензија? 40.000. Супер, ако влеземе во Европска унија, ќе земеш 23. И ова станува збунет. Како не е можно, века? Можно е. Европска унија како систем не дозволува социјални трансфери во пензиски систем. Што мислите, зашто во Бугарија има по 100 евра пензија? Затоа што законот не дозволува да има интервенција од буџетот. Ние во моментот, Македонија во моментот, над 40% од тоа што Слободан Томич, Петко, Станко го земаат е од буџет. Тоа не се реални пари. Значи, за парите на Томич нема пензија. Ние кратиме од буџет стотици милиони за да има пензија. И мене, јас сваќам фанатизам кај млади луѓе, јас сваќам фанатизам кај некоја средна генерација како мене во 4-та деценија и така. Но кога ќе видам дека личности по 70 години барат одма Европска унија, треба некој да им каже пензиите ќе им се намалат. И еден вика, како, ама јас цел живот сум плаќал. Да, ама си плаќал многу малку. Значи, толку тогаш бил таков системот, зошто? Пензискиот систем кој е создаден бил 6:1. 6 работеле и 1 земал. Старосната граница и векот на живење на луѓето пораснал. Пензискиот систем е оперативен додека има 3:1. Се имаме. Сега има помалку од 2:1. Значи ние имаме цирка 700.000 вработени, а 360.000 пензионери. Од мојата, моментално Слободан Томич која зема пензија, зема од моите придонеси. Јас за придонеси давам 18%, но само 12% одат во ПИОМ, повторам, само 12%. 6% одат во втор столб кој гласи на моје име и презиме. Значи, мојот втор столб не може да му дае пари на Слободан Томич. Тоа се мои лични пари, тие 6%. Па Слободан, ако јас дам 12% од просечна плата и уште еден даде 12%, тоа се 24%. 24% од просечна плата, знаете колку се? 9.000.
Дали Јас се ме се- сваќате? И сега. А про покривањето, Македонија устав и само слушајте. дефиниција социјална држава. Ако, Дали има, но ако значи- влеземе во Европска унија, Тоа е далеко е сонцето. Ние ќе затоа збориме, ние викам треба дека- да се реформираме. Зато велам, така е, зато велам дека има дилеми околу тоа. Мене ми е интересно кога стари луѓе од 70-ти на години да влеземе, а ќе изгубат. Сега, како државата, се да го дам советот јас, Да. и за идната влада и за актуелната влада ако сака да смени. Доколку вас државата не ви дозволи, тоест Европската унија не ви дозволи да давате пари по 3000, по 5000, па линеарно, па вако онака. Има чаре. Чаре има со тоа што вие пензионерите, тоа што претходната влада на ВМРО ДПМН и актуелната делумно го прави, може да ги ослободите од плаќање на превоз, може да ги ослободите од плаќање на струја, може во Бугарија тоа се случи да им даете ослободување од плаќање на парно, може да им дадете одредени Да им ваучери. се олесни домашниот Животот. Да, и тие пари што ги имаат да може да направат нешто што. И четвртото, според мене најпаметно, и така се развива внатрешно економијата, некој каже дека е социјалистички дзинго принцип, Бог да му душа прости, да му дадете дури и ваучер, но да троши строго македонски производи. Значи, на пензионерите место да им даете кеш пари, што реално и не можете и во долга основа е неодржливо, да им даете ваучер од 2, 3, 4.000 денари, за да тој пензионер отиде и си зема од македонска мелница жито, си земе зејтин, ама македонски. Да го потекне За македонскиот да, производ. значи, државата да даде пари, а тие пари да не се изнесат и да не отидат на запад. Во една минута те мала Ете, порака со оглед дека наистина е прекрасно да се говори со тебе во емисија. Која е пораката твоја? Пораката му е да народот си ги отвори очите за да едноставно престане да биде лажен, да направи есап помеѓу тоа што досега некој му ветувал и испорачал и што друг ветил, а излажал. Мислам дека тука веќе одлуката многу јасна. Да го насочи своето внимание, да ги посочи на тие кои излегуваат на терени, кои им се обраќаат директно, да види што им нудат, како нудат, да ги постават своите барања, но да бидат реални. Господ нека ни е на помош и веќе наредно лето да имаме една нова, по-нормална, по-патриотски, поиздржана структура која ќе се грижи за сопствениот народ, која нема да ја кради и девастира државата и да не поаѓаме од личните тесни интереси, него да гледаме на иднината на нашите деца. Ти благодарам многу што беше мој соговорник. Беше задоволство. Посакувам здраве и те очекувам повторно. Секој време тука сме за тебе. Александар Ристевски, почитувани, еве, последна добра година, да речем, повторно мој соговорник, испрати убави пораки, а вам ви останува да размислите за сето ова и посакувам убав викенд, се гледаме понеделник, под дневната доза на Гласот на народот.